По 4 години војна во Сирија, жителите на главниот град Дамас се пред тешка одлука да останат во земјата или да ризикуваат како илјадниците други и да мигрираат во Европа. Милиони сирици ја напуштија земјата од почетокот на граѓанската војна во 2011 година. Повеќето од нив се бегалци во соседните Либан и Јордан. Немањето финансии ги принуди Обединетите нации да намалат помошта за стотиците илјади сирийски бегалци во регионот. Тоа принуди повеќето од нив, со оглед на тоа што на војната во нивната земја не и се гледа крајот, да се решат на постојана миграција во Европа. Но снимките на мртви деца кои лежат на бреговите на Медитеранот или умирањето на патиштата низ Европа не ги примислуваат оние што веќе се решиле на таков потек. Тешко е да се донесе одлука, но за некои сирици, како новинарот Мухамед, вреди да се ризикува со оглед на очајната ситуација во неговата земја. Целта е подобар живот и поголема стабилност. Немам никаква надеж дека војната во Сирија ќе заврши. Може би таа ќе трае 10 или 20 години. Тоа ми се изгубени години. Ке сторам се за да имам подобар живот од овој, вели тој за новинската агенција Reuters. Мухамед, како и многу други сирици, се надеваат дека Германија ќе биде нивната крајна дестинација поради незината релативна гостопримливост, што ја покажа за мигрантите кои во изминативе месеци пристигнаа таму. Ја одбрав Германија бидејќи таа најмногу им нуди на бегалците. Се грижи за нив, вели тој, додавајќи дека Германија нуди олеснувања со тоа што не го почитува Даблинскиот договор за оние што пристигнуваат таму. Не само јас што сакам да одам во Германија, туку и Германија ме сака мене исто така, наведува Мухамед. Во изминатиот месец рекордни над 100.000 баратели за азил пристигнаа во Германија, земја која има релативно либерални закони за азил и великодушни услови за мигрантите од Југоисточна Европа и Блискиот Исток. За разлика од Мухамед, новинарот Амир Деираван вели дека патот на мигрантите бил премногу опасен за и тој да се реши на таков потек. Оние сцени што се случуваат на море, во камиони, на границата, во Македонија, Унгарија, Грција, Србија, дури и во Турција, и приказните за трговци со човечки органи. Сето тоа ги тера луѓето два пати да размислат пред да се решат на таков чекор, вели тој. Сириецот Ахмад Хамдо, кој деновиве заврши факултет за медиуми, пак вели дека фокусирањето на медиумите врз смртта на илегалните мигранти може би има за цел да ги заплаши луѓето. Секако се случуваат несреќи, но целта на прикажувањето на овие снимки е да ги натера луѓето да избројат до 10 пред да емигрираат, вели Ахмад. Луѓето вклучени во операцијата за шверц на луѓе во либанскиот град Триполи пак наведуваат дека од сириците наплаќаат неколку илјади долари за да стигнат во Европа.